Благодарам, почитуван председателе, почитувани граѓани, почитувани колеги, почитувани премиери и министри. Првин сакам да го честитам Божич на сите припадници граѓани кои што се припадници на католичката вероисповед и да посакам да поминат убави празници и на убави желби. Моите три пратенички прашања се однесуваат на министерот за економија и труд, меѓутоа бидејќи не е тука, ќе го патам до заменик министерот Маријан Ристевски, а се во однос на улогата која што ја има и министерот како председател на економско-социјалниот совет и се однесуваат на теми кои што се за стандардот на граѓаните. Во услови на растечка инфлација, на трошоците на живот и на овие мерки кои што ги гледаме од страна на владата, она што сметам дека е потребно и сметаме дека е потребно за граѓаните е политики за зголемување на платите. Тоа беше една клучна политика во претходниот период за раст и на минималната, а со тоа и за раст на просечната плата. Трошоците за живот растат, платите стагнираат во овој период и токму затоа сметам дека фокусот и на владата треба да е кон растот на стандардот на граѓаните. Статистика констатираше, односно регистрираше раст на инфлацијата од 4,3% споредбени со истиот период лани, а во овие неколку денови видовме и раст на синдикалната кошничка, која што во само еден месец, во декември за ноември е згомелемана за 840 денари или сега изнесува над 60, близу 63.000 денари, што значи близу 3 минимални плати се потребни да покријат токму синдикалната кошничка. Земјите од регионот па гледаме дека се цврсто фокусирани на политики на зголемување на минималната плата. Пример, во Босна и Херцеговина се уведени закони за речиси двојно зголемување на минималната плата од 316 на 600. Во Црна Гора исто така согласно образованието. Во Србија минималната плата е 400 евра и така натаму. И сметам дека точно адресирано и до економско-социјалниот совет, кој што како министерство сега го водите со измените кои што се направија, многу повеќе треба да се фокусираме токму, а нешто што го видовме во овие 6 месеци е дека воопшто минималната плата не мрдна, односно не се зголемуваше. Тоа е нешто што го видовме во овој 6-месечен период, за разлика од претходниот период, кога ја наследивме и на 8.000, па минималната плата дојде и до 22.567 денари. Оно што го слушавме во овој период е дека 2025 ќе има зголемување во март и така натаму. Иако имавме конкретен предлог, бидејќи збориме за предлози, за идеи, за конструктивна опозиција и така натаму, еве неколку предлози имаше кои покрај сите амандмани кои што беа одбиени од буџетот, но беа одбиени и токму овие предлози, меѓу кои што и предлог законот за покачување на минималната плата. Токму заради тоа што ова е од интерес на граѓаните. Денеска ја слушнавме и Северозападната комора, која што исто така упати барање за зголемување на минималната плата и на 500 евра, согласно трошоците за нараст на живот. Прашањето ми е дали планира владата да го прифати овој предлог на закон, кој што повторно ќе го поднесеме во однос на зголемување на минималната плата, да не чекаме март. Знаеме како растат трошоците на живот и основните прехранбени продукти, затоа сметаме дека ова треба да го направиме час поскоро, па еве повторно ова прашање во однос на предлог законот за зголемување на минимална плата. Второто прашање исто така се однесува на стандардот на граѓаните. Владените политики со кошнички и едната и другата видовме и сами констатиравте дека на 25% има зголемување на производите. Денеска излеговте одредени институции со констатација дека трговците на мало не зголемувале, меѓутоа трговците на големо уште чекаме што е тоа што ќе биде констатирано. Факт е дека и сами констатиравте дека со ваков тип на политика во која што се остави да сами си ги дефинираат цените, да има простор во кој што ќе се зголемат првин цените на основните прехранбени продукти, па после тоа као ќе ги намалуваме, и без да има замрзнување или без да се донесат дополнителни алатки, ова гледаме дека не даде резултат, а тоа и вие самите го
потврдуваат. Цените драстично порасна на токму на основните прехранбени производи и затоа сметаме повторно дека требаше и треба да се прифати предлогот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, нашата пратеничка група, во која што ќе доведеме до намалување или укинување на стапката од 5% на 0% на основните прехранбени производи. И минималната синдикална кошничка која што однесува само на храна, покажа во овој месец дека имаме наместо намалување, имаме зголемување за 397 денари, што значи цените на основните прехранбени производи за сите граѓани не биле намалени, односно овие политики на кошничка кои што беа воведени не дадоа ефекти и токму затоа навремено апелиравме и се уште апелираме дека треба да се донесе и да се прифати предлогот на пратеничката група на СДСМ за укинување на данокот на додана вредност за храна заради намалување на цените, но и избегнување на можност да мерки кои што се носат бидат изманипулирани и особено тоа се случува сега кога граѓаните трошат, кога се престојните божични и новогодишни празници. Па второто прашање е дали планирате да го прифатите овој закон, односно оваа политика, бидејќи еднаш веќе истиот беше одбиен. Не е битно дали тоа ќе биде предлог на СДСМ, на било која друга политичка партија, нека биде предлог на владата и на мнозинството, меѓутоа нека се донесе во интерес на граѓаните. Третото прашање се однесува на општиот колективен договор кој што беше склучен минатата 2023 година за вработени во јавниот сектор, со кој што за прв пат 2023 година беа изедначени сите сектори и сегменти да добијат регрес за годишен одмор, односно популарно наречениот К15. Понатаму се зголеми во 2023 година во месец септември основната бруто плата за 10%, се уведоа многу останати мерки, меѓутоа оно што требаше, а веќе е крајот на 2024 година да се донесе, е да се склучи спогодбата за утврдување на коефициентите на сложеност на работно место, кој што заедно со просечната плата треба да биде основа за раст на платите. Не да влие политичката волја во било кој еден момент, дали ја има или ја нема, туку сите сектори и сите вработени во сите сектори да бидат сигурни и да биде известно покачувањето на платите. И токму како еден сегмент на општиот колективен договор донесен после 15 години или склучен беше и утврдување на просечната плата заедно со коефициентот за сложеност на секој работно место да биде основа за зголемување на платите. Тоа требаше да се потпише до крајот на годината, се со цел да стапи во март следната година и да има известност во зголемување на платите. Тој колективен општ договор дефинираше и други бенефиции, меѓутоа моето прашање е докаде е склучувањето на оваа спогодба за утврдување на коефициентите за вработените од јавен сектор, како би овозможиле раст на платите на работниците согласно овој договор во наредниот период. Благодарам.